Катастар на недвижности е јавна книга во која се врши запишување на правото на собственост и на други права на недвижнините, податоци за недвижностите, како и на другите права и факти, чие запишување е утврдено со закон. За делокругот на работа на оваа институција и проектите кои ги презема, во овие разговори одговор ќе побараме од директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, Славче Трпески. Добре дојдовте во телевизија Ултра. Добро ве најдов во ова прекрасно студио. Ние ќе започнеме со она што во моментов е актуелно, е тоа промовирањето на трите нови активности од контакт центарот на Агенцијата за катастар на недвижности. Во текст се, но дали веќе може да се говори за некои ефекти, за деталите да ни ги кажете за овие активности? Да, ако некаде до 2013 година Агенцијата за катастар на недвижности располагаше со 110 шалтерски места и сите услуги на катастарот може да се завршат само ако граѓанинот или компанијата дојдат на шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, веќе од 2013-2014 година започнавме со едно масовно поврзување на сите професионални корисници да по електронски пат ги доставуваат податоците, односно предметите до катастарот. Така во овој момент имаме преку 800 професионални корисници што се поврзани со катастарот, поточно сите нотарски канцеларии, околу 200, сите геодетски фирми 141, сите општини 80 и нешто, сите извршители околу 200, сите проценители, сите министерства, сите органи на државна управа или се вкупно 800. На овој начин граѓаните доаѓаат кај нотар или во општина и општината, односно нотарот, им ги поднесуваат по електронски пат предметите до катастарот. Ова направи до тоа да граѓаните не доаѓаат во катастарот, но за разлика од порано кога ќе дојдат и ќе поразговараат со непосредниот човек што работи на шалтерот околу определен предмет или определен проблем, сега веќе започна масовно да се користи инфоцентарот, односно контакт центарот, да по телефонски пат или преку имейл сервиси да се доставуваат определени информации. Самиот контакт центар го формиравме некаде ланската година, во отприлика во мај месец ланската година започна со функционирање и набрзо видовме дека потребите на граѓаните се поголеми отколку само тоа да се јават, да пријават определен проблем, па да се бара решение, да им се одговори и така натаму. Оваа година ги промовиравме 3 новини од контакт центарот, а тоа е најнапред она што граѓаните највише го бараат од катастарот, а тоа е да може да пријават определена техничка грешка во податоците во катастарот и тоа да го направат онлайн, односно преку инфолинијата на телефонскиот број 0880 800, кој е бесплатен, граѓаните да се јават, да кажат за која парцела, за што се однесува, за типот на грешката, тогаш референтот тоа ќе го внеси во системот, автоматски ќе биде отворен нов предмет и ќе се види. Доколку се работи за техничка грешка, стварно, во тој случај ќе се коригира, без граѓанинот да доаѓа во катастарот, ќе биде повратно информиран дека е исправена таа грешка, доколку не се работи за техничка грешка, доколку е потребно да се достави некој документ, во тој случај граѓанинот ќе биде посоветуван што треба да направи за да си го реши својот проблем. И тоа е едниот дел од работата што ја направивме, значи веќе граѓаните имаат можност бесплатно да преуваат технички грешки без притоа да доаѓаат во катастарот, туку тоа да го прават од дома. Вториот модул од оваа апликација е закажи состанок. Многу од граѓаните сакаат консултација да направат, нормално. Не може сите да ја знаат проблематиката во делот на катастарот, во делот на запишување на собственостите. Неопходно им е едноставно совет како да се постапи по некоја ситуација. Досега тоа го прави начин што ќе дојдат до шалтерите на Агенцијата за катастар на недвижности, ќе побараат да се закажи состанок, па тој ќе биде закажен дали следниот ден или следната недела или следниот месец, зависи од обемот и од времето што катастарот нема неограничен број на ресурси. Сега на овој начин можеме повторно граѓаните да се јават на бесплатниот телефонски број и да закажат состанок, каде што веднаш ќе им биде укажано во кој термин, во колку часот треба да дојдат кај кое лица за да го обават тој состанок и повратно после завршувањето на состанокот агенцијата добива од самото лице повратна информација дека состанокот е завршен, дека е тоа правено, тоа е преземено и така натаму. На тој начин знаеме дали работата што е побарана од граѓанинот е завршена. Тоа е вториот дел од надградбата на самиот систем. И третиот дел е модул кампања пред се. Преку овој модул овозможуваме ние како катастар да го мериме задоволството на нашите клиенти, на граѓаните, на правните лица од самите вработени од катастарот и со така многу ни е битно и задоволството од овие 800 професионални корисници кои што се поврзани. И исто така овој систем овозможува и
можност, на пример, се случува да има прекин на електричен кабел или прекин на интернет и така натаму. На овој начин можеме масовно да ги информираме професионалните корисници дека сега има прекин поради таа и таа причина и затоа во моментов немате пристап до електронскиот катастар. Така да со овие три надградби полека излегуваме во пресред на барањата на катастарот, ние нема на граѓаните, ние нема да застанеме тука, имајќи во предвид дека преку 54% веќе од предметите ние ги примаме по електронски пат. Свесни сме дека во овој дел онлайн поддршката преку нашиот инфоцентар мора да се шири, така да како ќе бидат новите потреби на граѓаните, на правителица, така и ќе го градиме инфоцентар. Од она што е актуелно и во моментов е воведувањето на подземниот или инфраструктурниот катастар. Што предвидува оваа програма, кој се со неја ќе добие? Инфраструктурниот катастар го започнавме во 2013 година кога донесовме законот за катастар на недвижности, каде инфраструктурите ги ставивме како дел од инфраструктурниот катастар. Под инфраструктури за вашите гледачи да биде јасно се подразбира водоводната, односно канализационата инфраструктура, сообраќајната инфраструктура, телекомуникацијската инфраструктура, енергетската инфраструктура и целокупна сообраќајната инфраструктура и целокупната друга инфраструктура, било да е подземна или надземна. Главен мотив, два главни мотиви се за војувањето на оваа инфраструктура. Прво е како држава да знаеме каде се поминува оваа инфраструктура и да не дојде до нејзино оштетување или не дај Боже при изvedба на некои работи да не загубиме некој човечки живот. Значи првата работа е заштитната, затоа е потребно целокупната инфраструктура да биде премерена, а втората работа е фактички можноста да компаниите кои што се иматели на овие инфраструктурни објекти по добивањето на имотен лист, значи по запишувањето во катастарот, исти да ги да им се валоризираат во вкупната вредност на фирмата, а понатака да може да ги вложат во определени нови инвестиции. Така неодамна, пред нема 15 на дена, веќе не се случи и првата хипотека на имотен лист за инфраструктурен објект. Значи, ако до вчера тие инфраструктури, конкретно се работи за водоводна цевка, за хидроцентрала, која што до вчера тие постоеле, но не биле запишени во катастар, изистите компанијата не можела да земе хипотека за да изгради нов објект. Сега веќе по запишувањето во катастарот, пример за водоводна цевка во должина од 10,7 км, компанијата од Тутунска банка Скопје доби хипотека во вредност од 2,1 милион евра, кој што нормално компанијата понатака ги искористува за нови инвестиции. Самиот инфраструктурен катастар е поделен малтене на два дела. Првиот дел е за сите постојни инфраструктури, кои што компаниите мора да ги легализираат, бидејќи прво немало регулатива и градено е малтене се на диво. Рокот за легализација за поднесување на барање истече и некаде по нашите информации сите компании кои што поседуваат инфраструктури веќе ги имаат пријавено. Сега веќе почнуваат да течат роковите за изработка на геодетски елаборати. Рокот за изработка на геодетски елаборати истекува некаде во декември 2017 година, но веќе имаме голема раздвиженост на ова поле, како Еван, Телеком, големите компании веќе масовно објавуваат огласи, тендери, каде што ангажираат приватни геодетски фирми, каде што ќе извршат премер, а потоа се носи решение за легализација и сето тоа заедно треба да дојде во катастарот и да се запише. Во однос на другиот дел, во однос на сите нови што се градат, таму веќе имаме јасно пропишена процедура, неопходно е одобрение за градба, неопходен е проект и таа инфраструктура ќе биде после изградбата запишана во катастарот. Се на се правиме добро и на двете страни, и на државата да знае точно што поминува низ земјата на секое место, да ги заштитиме инфраструктурите, а од друга страна пак тоа е нова вредност за компаниите кои што им носи нов капитал за нови инвестиции. Ги споменавте геодетските елаборати. Агенцијата за катастар на недвижности изработува бесплатни геодетски елаборати за социјално ранливите категории, за лицата кои поседуваат стара градежна парцела. Како течат активностите во овој дел? Значи, некаде со почетокот на легализацијата на бесправно изградените објекти беа пријавени околу 360.000 барања за легализација на бесправни објекти. Овој дополнителен рок што беше до март 2016 до оваа година се пријавија дополнително што 80.000 барања, значи се вкупно околу 440.000 барања имаме за легализација на бесправно изградени објекти во кои што се вклучени инфраструктурните објекти. До момент во катастарот се легализирани и запишани 155.000 објекти, значи веќе 155.000 се легални.
Во целиот овој процес увидовме дека имаме категорија на граѓани кои што едноставно не можат да, иако цените за легализација на бесправен изграден објект е околу 1 евро за метар квадратен, сепак имаме категорија на граѓани кои што не можат да ги изготват, да ги платат овие средства на приватни геодетски фирми. Затоа, на предлог на владата се промени законот за катастар на недвижности и се возможи катастарот да ги изработува овие геодетски елаборати бесплатно, се со цел понатака граѓаните да си ги легализираат и да ги запишат во катастарот, односно за својот објект во кој што живеат да си добијат имотен лист. Од почетокот на оваа акција која што почна некаде во август 2014 година, заклучно до сега, се вкупно изготвени 6200 елаборати. Не сме задоволни од бројката, знаеме дека имаме околу 30.000 приматели на социјална помош или разни други дотации што се дават од државата за социјално ранливите категории, така да еден апел упатуваме до граѓаните, конкретно за Тетово се само 285 барања за легализација од овој тип, така да упатуваме еден апел до граѓаните на Тетово, на Гостивар, онаму каде што зрачи вашата телевизија, да ги искористат овие шанси, да дојдат во катастарот, да порачаат геодетски елаборат бесплатен, секако да го потпаѓаат под оваа категорија, поставката е многу едноставна, докато се работи лица за приматели на социјална помош, треба да обезбедат потврда од центрите за социјална работа, доколку се работи за лица со ниско примање, се сметаат оние лица кои што имаат годишни примања помали од 168.000 денари бруто, потребна е потврда од управата за јавни приходи и катастарот изготви бесплатен геодетски елаборат. Значи, потребно е сами да достават барање, за да може да го добијат тој геодетски елаборат кој што им е неопходен и за легализација на дивоизградените објекти. Токму така. Но и за ажурирање на катастарската... Тоа е една нова работа која што од ова година ја започнавме. Имаме ситуација каде што кога се правил катастарот, сега зборам во период од 1988 па до 2012 година, на повиците на катастарот граѓаните да ја достават градежно-техничка документација од разни објективни или субјективни причини. Граѓаните, например, имале проект за својата градба, имале одобрение за градба, имале одобрение за употреба, но од разни причини не ја доставиле во катастарот за да си го запишат својот објект и добијат бесплатен имотен лист, односно бесплатно да им се запише објектот. По направените анализи и по теренските контроли, констатиравме дека околу 5000 објекти такви имаат документација граѓаните, но исто така во тој период не ја доставиле. Затоа, со измените на законот од оваа година на катастарот на недвижности, овозможивме да овие граѓани кои што имаат стара градежно-техничка документација достават во катастарот и како за порано тие што сме направиле бесплатни геодетски елаборати, значи да немаме двојство на луѓето и за оваа категорија на граѓани, значи што тогаш од разни причини не искористеле можноста, сега да искористат, да направиме бесплатен геодетски елаборат со цел да си го запишат објектот, да си добијат имотен лист. Така да и за оваа категорија на граѓани тука немаме рокови, но е убаво час поскоро да се пријават со цел да си добијат имотен лист за својот објект. Веќе знаеме денеска без имотен лист буквално не може ништо да се направи. Не може ниту да се наследи, ниту да се продаде, ниту да се купи, ниту да се добие приклучок за вода, за струја и така натаму. За се бари имотен лист. Да функционира нормално еден објект кој што постои е изграден, меѓутоа ги нема оние докрај завршено административни работи. Да. Агенцијата за катастар на недвижности направи и берза на недвижности преку регистарот на цени. Може да се најде и на вашата веб страница овој регистар на цени. Што покажува првиот извештај и какви се ефектите? Ефектите се многу позитивни. За прв пат во Република Македонија купопродажбите ги објавуваме јавно. Значи секој може да пристапи на нашата веб страна и во делот од државата каде што го интересира може да провери дали се случиле купопродажби и дали се случиле закупи, по која цена истите се направиле. Ние за периодот март август 2015 година веќе го извадивме извештајот, го промовиравме, а веќе работиме и на новиот извештај кој ќе го поди од септември 2015 па до март оваа 2016 година. Се работи за преку 20 трансакции кои што треба да се обработат и тоа одзема време. Првичниот извештај, освен тоа што направи голема транспарентност на пазарот на недвижности, каде што веќе секој граѓанин може да ја провери цената на купопродажбата, самите анализи дадоа некои податоци кои што го кажуваат веќе движењето на цените на пазарот на недвижности. Така, например, можеме да кажеме некои податоци за Тетово, за Гостивар. Например, во Гостивар, во Гостивар, например, вкупен промет за овој 6-месечен период е направено во висина од 42 милиона денари
и продадени се околу 72.388 метри квадратни. Значи, зборувам се во тотал, во вкупна вредност. За Тетово пак, вкупно се е направен промет во вредност од 287 милиони денари, зборувам за купопродажби на станови, деловни простори, ниви, градежно земјиште, изградени и така натаму. И вкупно се продадени или истргувани 98.985 метри квадратни. Исто така, можеме да ги кажеме и просечните цени на становите. Така во Тетово, во овој период, просечна цена настане 31.286 денари, додека во Гостивар, просечна цена настане 25.626 денари. Исто така, имаме податоци тука и за движењето на закупнините, бидејќи покрај купопродажбите го водиме и закупот. Така, например, за Гостивар, вкупен обрт на закуп е направен, значи деловни или стамбени простори издадени в закон, значи вкупен промет е во висина 155.116 денари или биле ставени под закуп 14.573 метри квадратни, додека за Тетово, само малце, за Тетово е направен обрт од 1.536.796 денари и ставени биле под закуп 11.550 метри квадратни. Ова се генерални податоци, а секој граѓанин може да влезе, да пристапи на нашата веб страна и буквално за секоја локација од Република Македонија што го интересира може да провери дали имало купопродажби или дали имало закупи и по која цена истите се реализирани. Ова овозможува огромна транспарентност на пазарот на недвижности, што директно влијае и на намалување на цените на недвижностите. Има и други фактори кои што влијаат на цените на недвижностите, но секако транспарентноста е битна работа. Така. Уште нешто што е актуелно во овој момент е електронската продавница на Агенцијата за катастар на недвижности. Што е всушност ова агенција и односно електронска продавница, што се нуди, што добиваат граѓаните, корисниците? По младите категории на граѓани и сите граѓани генерално знаат дека преку интернет веќе може да се купува, да се продава и така натаму. Агенцијата за катастар движи следејќи ги овие модерни трендови, овозможи за сите граѓани, за професионални корисници да можат имотели, копија од катастарски план и други податоци кои што се дигитализирани, ги имаме во дигитална форма, да ги купат директно преку интернет од својот компјутер дома. Така да денеска имотелис може да купите од било каде во светот. И имаме имотелис од граѓани што се купени од Австралија, од Америка, од сите континенти буквално. На тој начин што се порачува имотниот лист, може на два начини да ви стигне. Сакате веднаш, во тој случај преку она имейл адреса што ќе биде оставена, на мейл адресата веднаш ќе стигне имотен лист подпишан со електронски подпис, докато сакате хартиено, во тој случај ќе стигне и со препорачена пратка. Електронските производи се дури за 20% поевтини од хартиените, бидејќи кај хартиените мора да се вклучи трошокот хартија плюс поштарината. Во овој период од 7 месеци, во декември го промовиравме ова електронска продавница, се направени 4216 трансакции и приближно 100.000 податоци се издадени на овој начин, така да катастарот ќе продолжи како ги дигитализира своите податоци, така да ги објавува преку оваа продавница, за да можат граѓаните, компаниите директно од своето седиште, од дома да се ги нарачаат производите и да им стигне на мейл адреса или по пошта во својот дом. На тој начин ќе бидеме и поефикасни и побрзи, а и граѓаните и компаниите ќе имаат помали трошоци. Тоа значи дека плаќањето оди онлайн? Да, апсолутно. Значи целокупното плаќање оди по електронски пат, преку виртуелен посттерминал, со платежна картичка, така да се е како што треба. Во земја функционира и комора на овластени геодети. Значи тоа се геодетите кои што се во приватниот дел, надвор од она државна институција, Агенција за катастар на недвижности. Каква е соработката со нив и еве имаат они ново раководство, дали успевате да воспоставите контакт, комуникација и соработка? Комората за геодетски фирми е некаде формирана во 2006 година, значи оваа година веќе 10 години има јубилеј. Тоа се пред се вработени кои што работеле во катастарот, но одлуката во 2005 година да се приватизира оној теренски оддел, бидејќи се покажува дека и тоа е точно така, дека катастарот е неефикасен доколку државата излегува на лице место и го врши премерот, приватниот сектор е поефикасен. Значи,
од 2006 година, веќе 10 години е во постојан развој. Веќе 141 компанија имаме преку 800 вработени кои што работат во приватниот сектор. Се работи за многу сериозна работа, бидејќи се во катастар што се запишува, посебно било да се тоа легализирани објекти, било да се нови објекти, мора да бидат премерени од нивна страна. Со еден збор тие се очите на катастарот, бидејќи тие излегуваат на лице место, вршат премер. Во овој 10-годишен период настојуваме како Агенција за катастар и недвижности да го помогнеме приватниот сектор. На почеток на самото основање, дури преку проекти од Светска банка, преку грантови од Шведска, од Холандија, давани се и средства во купување на опрема и така натаму, така да директно е помогнато. Во изминативе 4 години катастарот е презема улогата да ги обучува приватниот сектор за сите новини што се случуваат во катастарот, бидејќи последниве 4 години стварно направивме многу револуционерни промени, така да мораше и приватниот сектор да ги прати сите овие работи и одлично тоа го прави. Во секој бизнис има компании кои што се добри, кои што си работат по закони, компании кои што се не се добри. Ние правиме редовни контроли годишни на сите компании, така да во првата година-две можеби половина од компаниите беа казнети, бидејќи не работеа согласно прописите, но морам да кажам дека последниве година-две па напротив се подобрија и веќе имаме се помалку компании каде што се случува да се одземе лиценца и така натаму. Сега од пред месец дена имаме ново раководство на комората, започнавме неколку проекти, се гледа дека новото раководство сака да веднаш да преземе некои активности кои што претходното раководство не ги преземаше или некако беше инфериорно во тој дел, така да е една ексклузивна вест за вас. Очекуваме веќе од наредната недела еден од трошоците кои што го плаќаат приватни геодетски фирми према банките за заверка на геодетски елаборати, веќе овозможивме во соработка со комората да истите се заверуваат по електронски пат, што значи трошокот ако им беше сега од 50 до од 20-50 до 60 денари, зависи од периодот на денот кога се врши уплата, сега се сведи само на 5-6 денари. Една е убава ексклузивна вест за сите компании кои што се нова подрачје, дека веќе од наредната недела ќе имаат многу помали трошоци во делот на заверката на геодетски лаборати, тие секојдневно заверуваат по 5, 10, 15, зависи од големината на компанијата. Исто така, комората максимално се заложи за решавање на проблемот кој што се јави кај физичките делби. Имавме една ситуација каде што имаше масовни злоупотреби на физички делби, онаму каде што веќе се работи за колективни згради, каде што е веќе изградено земјиштето, така да и тука во соработка со Министерството за транспорт и врски очекуваме веќе за недела до две да се надмине и тој проблем, така да можат и точно да ќе се знае каде може да се прават физички делби, каде не може да се прават физички делби, така да имаме одличен старт и се надевам дека така и понатаму ќе продолжи. Има бројни компании, приватни геодети во Тетово и во Гостивар кои што ја извршуваат работата. Да, имаме доста компании и во Тетово повеќе, во Гостивар нешто помалце, нормално Тетово е многу поголем град, така да мојот апел е да продолжат да си работат согласно законите, сите предлози што ги има за подобрување на работите преку комората да се доставуваат, ние сме тука, ќе ги разгледаме и ќе излеземе во престрета. Господин Трпески, Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија има чести контакти со сличните ваквите институции надвор од земјава, меѓутоа често велите ви доаѓаат и во посета кај вас. На што се должат овие контакти, средби? Катастарот во изминативе 10 години стварно направи голем напредок. Од една од најслабите можеби институции во државата прерасна во една од подобрите институции во државата. Има уште многу работа која што треба да се заврши. Значи уште многу активности, многу проекти стојат пред нас, но од она кај бевме, кај стигнавме, стварно изодивме еден голем пат во еден краток период, но направивме стварно многу промени. Тоа го препозна Светска банка и затоа проектот Катастар на недвижности го прогласи за еден од најдобрите во регионот. Европската комисија секоја година дава стварно позитивни извештаи за работата на катастарот. Doing Business Светска банка го рангираше минатата година катастарот на 10-то место во светот, значи во сите земји на светот. Така да ова придонесе да многу регионални катастри кои што поправа треба да ги прават овие промени, тоа се сите катастри од бившата Југославија, околината тука ни е Албанија, Косово,
да доаѓаат кај нас, да ги видат нашите искуства, социјалистите да ги применат кај нив. Овој добар глас се расшири малце и подалеку, така да веќе од Јужна Америка две држави, Хондурас и Костарика беа кај нас во Македонија и држевме обуки во делот во однос на Хондурас, пративме и наша делегација од катастар која што им помогна на колегите за некои прашања таму што они се на почеток на правење на катастар, така да им се помогне. Исто така и колегите од Азербејџан беа тука и нив ги обучуваме, така да катастарот полека оние искуства што ги стекна да од една лоша институција за краток период се трансформира во ова што е денес, да ги пренесе и она што може да го искористат, да го земат, да го применат кај себе. Едноставно станавме еден центар каде што од консумент на примање на барања, сега сме даватели на барања. Можеби директорот за меѓународни односи на холандскиот катастар пред 2 месеци убаво кажа, ние со холандскиот катастар случивме меморандум за соработка, каде што затоа што претходниот веќе беше истечен. По претходниот меморандум имавме работи каде што ние цело време баравме помош од холандскиот катастар и стварно ни помогна за сите овие проекти што ги завршивме до сега, пред се во делот на дигитализацијата и во IT делот, каде што имаме огромна поддршка, но вториот веќе договор што го подпишавме веќе е на една избалансирана основа, каде што веќе и холандскиот катастар за некои работи кои што ние ги имаме завршено, а тие не, веќе користат податоци од кај нас, информации од кај нас, како некои работи да ги направат. Неговата изјава беше: добре дојде на македонскиот катастар во Лигата на шампиони на европските катастри. Сега вам малце во фудбалски жаргон, пошто нели актуелно европското првенство. Како директор горд сум на овие работи, но знам дека имаме уште ни престои многу работа пред се во делот на квалитетот на услугите што ги даваме, директните контакти со граѓаните, нивото на комуникација и така натаму, така да имаме уште многу работа. Кога велите имате уште многу работа, дали тоа значи дека се подготвуваат и нови проекти кои што би го воделе катастарот натаму кон светските вредности? Да, апсолутно. Значи, ние сме, пред нас престојат проекти кои што ќе значат еден мултифункционален катастар, значи катастарот веќе излегува од оние само катастарски работи, туку ги презема и други работи од надлежност на можеби други органи кои што не ги завршиле доволно или добро своите работи, сега веќе државата одлучува да тие се доделат на катастарот и тоа не е случајно. И тоа е светски тренд. Например, адресниот регистар. Ние во Република Македонија имаме сериозни проблеми со адресите. И на Европска Унија, на ниво на Европска Унија има проблеми, затоа во 2014 година се доноси директива како треба да бидат адресите, така да новиот адресен регистар ќе го води катастарот. Во моментов се изработува законот, ќе биде направено соодветно софтверско решение, а потоа ќе се направи целокупно скинирање на сите адресни податоци во Република Македонија, излегување на терен, обележување на куќи, табли и така натаму, едноставно да заличиме малце на како што доликува на една европска држава. Понатака следен проект ни е масовната проценка, значи регистарот на цени е само првото ниво, второто ниво е секој објект во Република Македонија да си добие своја цена, значи покрај трансакционата цена да си добие своја проценета вредност, на тој начин секој ќе знае колку му вреди станот, колку му вреди деловниот простор, колку вреди нивата, колку вреди шумата, земјоделското земјиште, градежното земјиште и така натаму. 3D катастарот е пред нас, тоа се веќе модерни светски трендови каде што катастарот покрај земјата и објектот сега веќе ќе може висините да се мерат во рамките на самиот објект, точно да знаат да ги геопозицираме становите, другите деловни објекти. Исто така ни доаѓаат и многу други проекти кои што не би сакал во оваа прилика да ги откриам, бидејќи тие се малце подалечни. Ние како агенција веќе од наредната недела започнуваме да изработуваме нов стратешки план кој ќе опфати период 2017-2020 година, каде што ќе ги провериме сите новини што се во светот, што се кај нас потребите на стопанството, на државата и ќе бидат дополнително објавени. Се надам дека кога ќе бидат и овие во функција, ќе бидете повторно гостини, ќе проговориме и за нив, да ги промовираме и овие нови вредности кои што ги нуди Агенцијата за катастар на недвижности. Апсолутно сте ми на располагање, ви благодарам многу за поканата. Ви благодарам што бевте гостин во ова издание на емисијата Разговори. Почитувани, овде е крајот на емисијата Разговори, во која гостин беше директорот на Агенцијата за недвижности на Република Македонија Славчо Трпески. Проговоривме за она што значат новитети во работењето на оваа агенција, ги
подсетивме и лицата кои што им е потребно да изработат елаборат за недвижнините, дека тоа можат да го сторат во одделенијата за катастар во општините каде што припаѓаат, а при тоа доколку се корисници на социјална помош тоа да го добијат бесплатно. Проговоривме и за цените на недвижности и за други теми кои што ги слушавте во изминатите 30 на минути од ова издание на Разговори. Пријатно!